Ако за 4 дена премиерот Заев, кој е и министер за финансии, не излезе и каже кога ќе се исплатат ветените од лани 5 денари по килограм оризова арпа, протестите ќе се радикализираат. Вака се заканија оризопроизводителите од Кочанско, кои денеска излегува на предупредувачки протест. Со земјоделска механизација, утре во 2 часа блокира една коловозна лента од патот Штип Кочани кај селото Облешево. Се чувствуваат излажани, оти им било ветено дека парите ќе ги добијат до крајот на мај. Мај помина, јуни помина, јули, сега сме 17 август. Значи, со еден збор бевме излажани. Еве страни што стојат сите неизорани, немаме пари едноставно. Ние сме на најниските гранки паднани, може да ви кажам, значи, у последните 20 години. Такво понижување оризопроизводителите до сега не се имале. Поете и укорчени, има редици како митинг да е, чека се по 10 dinara, по 8 dinara да купуват леп. За кучињата било, ние бетер од кучиња сме ние и кучички леп јадеме. Оризопроизводителите се дојдени до работна екзистенција. Јас ви гарантирам дека пола од овие луѓе немаа средства да купат ѓубрива, да вршат дополнителна потхрана на оризите за да имат поголеми приноси. Тоа е понижувачка работа за еден земјоделец кој произведува храна. Наместо премиерот Заев, кого денеска го прозваа, оризопроизводителите одговор добија од министерот за земјоделство Трајан Димковски. Тој вели дека пред 10 дена на овие земјоделци им кажал дека парите ќе ги добијат веднаш по ребалансот на буџетот. Оваа мерка е интервентна, бидејќи и државата проценила дека цената на оризот и арпата при последниот откуп била ниска. Но предност за исплата имаат редовните, па потоа се исплаќаат интервентните субвенции, вели министерот Димковски, кој во денешниот протест виде и политика. Ги замолив за трпение. Очигледно, после состанокот во Министерството, тие се вратија и тоа го искористија во дезинформации према оризопроизводителите, дека Министерството нема да ги исплати парите, одеа по куќи да ги ангажираат за протестите. И сега, кога правиме муабет за протести, излезени се 15 трактори, а ние разговараме за 3000 оризопроизводители. На прагот на новата реколта, оризопроизводителите бараат повисоки откупни цени, за оризовата арпа најмалку 25, а за белиот ориз 50 денари по килограм. Од друга страна, министерот Димковски вели дека бараат решение како да се исплатат за останатите субвенции за пред секоја реколта земјоделците да имаат чисти сметки.